Во понеделничкото издание на регионалните вести ќе гледате. Љубиша Премчевски 2 години се занимава со уникатно хоби – одгледување ретки и украсни птици. За неговите миленици се грижи со голема љубов и посветеност. Конечниот став на Алијанса за албанците во однос на понудите и контрапонудите за гласање за уставните промени ќе биде познат до крајот на неделата. Четириесетиедногодишен гостиварец се однесувал агресивно кон медицинска екипа и полицајци. Тој бил спроведен во психијатарска установа. Љубиша Премчевски од Тетовско Долно Седларце 2 години се занимава со уникатно хоби – одгледување ретки и украсни птици. Во посебно опремени живеалишта во дворот на неговиот семеен дом, уредно се сместени неговите миленици за кои Премчевски се грижи со голема љубов и посветеност. Тој пред нашата камера открива дека секоја птица има своји уникатни карактеристики, а желбата да биде обкружен со таква фауна го следела уште од детството. Одгледувањето разни видови ретки и украсни птици се хоби на Љубиша Премчевски од Тетовско Долно Седларце. Во посебно опремени живеалишта во дворот на неговиот семеен дом, уредно се сместени неговите миленици за кои Премчевски се грижи со голема љубов и посветеност. Тој пред нашата камера открива дека со одгледување екзотични птици се занимава активно 2 години и дека секоја птица има своји уникатни карактеристики, додека пак желбата да биде обкружен со таква фауна го следала уште од детството. Со ова хоби се занимавам веќе 2 години активно. Ова представува екзотично хоби на ретки и украсни птици. И имам повеќе видови на птици, од кои пауни, златни, фазани, свилени кокошки, шабо, кокошка, мандаринки, каролинки, папагали. Прво, како за паунот представува една рајска птица. Таа се користила како деликатес уште во старото време. Специфично за паунот е плаво-зелениот пердув, што го има и опашката која му достигнува распон од 2,5 метра. Додека свилената кокошка, таа во Соединетите Американски држави, таа се чува и како домашен миленик, но незиното потекло е од Кина. Таа се карактеризира по незиниот свилен пердув. Таа единствена мана има со слабата носивост од 100 до 120 јајца годишно. Тие се многу добри мајки. Значи, што и да извадите, дали патка, дали фазан, таа секако ќе ги прими, ќе ги изгледа додека пораснат. После за мандаринките, каролинките, исто тие водат потекло од азискиот континент, од Кина. За нив карактеристично е сјајниот портокалев црвен пердув. Таа се карактеризира со еднаш годишно наносење на јајцата, од која зависи од единката од 8 па до 13 јајца. Додека шабото се карактеризира со многу кратки нозе, а опа што е многу подолго од неговата глава. Како што раскажува Премчевски, квалитетната исхрана е предуслов за здрави единки. Додава и дека кога има голема желба и љубов околу нивната грижа, резултатите се неминовни. Да се гледуваат овие птици, прво и основно е потребно да се има голема љубов. Кога има голема љубов и малку труд, се доаѓа до многу успешни резултати. Секако секоја птица си сака свое посебно време. Поради моето работно време, мене врските не ми дозволуваат да се посветам многу повеќе. Јас секој сабаље станувам рано околу 5-5,5 часот. Еден час убавезно сум со птиците, ги прегледувам сите дали се добро, ги хранам, додека има потреба да ги за нивно чистење. Тоа е сасвим доволно. Значи доволно еднаш на ден да се ранат, ама многу е битна храната. Секоја птица посебно бара квалитетна храна, за да има квалитетен живот. Одгледувањето ретки видови на птици, како хоби кое не е толку застапено на нашите простори, се вбројува во категоријата на хобија кои бараат и поголеми финансии, објаснува Премчевски.
Да кажам дека да, скапо хоби е, поради тоа што овие птици не се многу засегнати во нашиот крај, односно да речам во нашата држава и затоа и нивната цена е малку поголема. Ванчо Илиевски од Сдруженијето за заштита и одгледување на украсни птици Диамантски петел од Тетово упати целосна поддршка за Премчески и неговата работа. Можеме да приметиме прекрасни уредени волиери, кафези, живеалишта за овие навистина разни видови на прекрасни животни и ја користам прилика да се заблагодарам на семејството Премчески од Седларце, општина Брвеница, кој што заедно имаме активности во склоп на нашето Сдружение за заштита и одгледување на украсни птици и ситни животни Диамантски петел од Полошкиот регион, но и како асоцијација, Македонската асоцијација, кој што Љубиша е еден наш активист, еден силен влюбеник во ова хоби, кој што заеднички имаме повеќе идеи и цели за да не само на државно ниво, туку да напредуваме и во рамките на Европскиот сојуз, во низ балканските простори. Навистина квалитетот кој што го поседува заслужува еден посебен респект и ја користим приликава да навистина од се срце им честитам за вложениот труд и за оваа убавина што ја поседуваат во нивниот семеен двор. Македонскиот сојуз на Сдруженија на одгледувачи на украсни птици и животни, во кој спаѓа и Сдруженијето Диамантски петел од Тетово, е познат и по организацијата на голем број изложби на екзотични птици. Да, првенствено нашата Македонска асоцијација, но и локалното здружение. Првенствено тоа е собир на одгледувачи, силни влюбеници во ова хоби, кој што ова организација непрофитабилна, непартиска, едноставно ги обединува одгледувачите ширум Македонија, кои што се влюбеници во ова хоби. Да, пред коронавирусот имавме навистина бројни активности, морам да ја напоменеме токму тука во општина Брвеница се организираа државни силни, па дури и меѓународни манифестации, односно изложби. Се надаваме ова нека биде еден апел до локалните власти на општина Брвеница и новиот градоначалник. Се надаваме дека на нивна соработка ќе продолжиме да ја организираме таа државна изложба, да сите одгледувачи ширум Македонија дојдат тука во општина Брвеница, да можеме да го презентираме ова хоби на едно повисоко ниво. Љубиша Премчески како одгледувач на ретки птици во блиска иднина планира да го дополни бројот на ретки птици и упатува охрабрувачка порака до останатите ентузијасти поактивно да се занимаваат со ваков вид хоби. Владата и во текот на годинава ќе продолжи да ја субвенционира цената на електричната енергија, како што го правеше тоа во текот на минатата грејна сезона, за да не дозволи ценовен шок за граѓаните по 1 јули, кога Регулаторната комисија за енергетика треба да ја одреди цената на регулираниот пазар на струја, што ќе важи во наредните 6 месеци, рече денеска премиерот Димитар Ковачевски. Пресметките се прават во компаниите кои што се дел од електроенергетскиот систем, значи компаниите кои што се вклучени во производство на електрична енергија, во дистрибуција и секако компаниите кои што се на слободниот пазар. На крај финалната цена, откако ќе ги добијат инпутите од сите учесници на пазарот, ја определува Регулаторната комисија за енергетика. Она што можам да ги уверам граѓаните е дека како и до сега, владата нема да дозволи ценовен шок за граѓаните, како што не дозволивме, бидејќи знаете дека 80% од цената на електрична енергија владата ја субвенционираше преку буџетот во текот на целата грејна сезона во минатата година и во оваа година. И така ќе биде и во иднина, веќе во буџетот се предвидени 250 милиони евра финансиски средства за антикризни мерки, во кои што се вклучени и овие финансиски средства. Ниту имаше рестрикции, ниту имаше недостатоци на електрична енергија, туку напротив, заради зголеменото производство на електрична енергија во државните производствени капацитети на ЕСАМА, кои што беа зголемени, кои што производството го зголемија за 40% во однос на минатата година, во јануари дури имаше и вишоци на електрична енергија кои што се продаваа. Ја затоа на слободен пазар, ја затоа сега сакам да им се заблагодарам уште еднаш на сите вработени во ЕСАМА и во сите нивни подружници за тоа што го направија минатата година, бидејќи сите очи беа вперени кон вработените во РЕК Битола, во РЕК Осломе и во ТЕЦ Неготино, и тие навистина беа на висина на задачата и затоа јас лично отидов да им се заблагодарам. Конечниот став на Алијанса за албанците во однос на понудите и контрапонудите за гласање на уставните промени меѓу двете најголеми македонски партии ќе биде познат до крајот на неделата, кога ќе се состане партиското раководство, информираше на денешната пресконференција председателот на партијата Арбен Таравари. Тој рече дека условот на ВМРО ДПМН е во спротивност со преговарачката рамка.
Во моментот сакам да пренесам 3 пораки. Првата, иако нивните услови се конфузни и надвор од реалноста, ја поздравувам новата волја на ВМРО ДПМНЕ да гласа за уставните измени. Како што сите знаеме, нашата преговарачка рамка, одобрена од 27-те земји членки на ЕУ, експлицитно го условува отварањето на преговорите за усвојување на уставните измени. Значи, први на усвојување на уставните измени, а потоа отворање на преговорите. Затоа оценувам дека условот на македонската опозиција за суспензија на уставните измени е едноставно неостварлива, бидејќи е во спротивност со преговарачката рамка на ЕУ. Уставните измени треба да стапат во сила најдосна до моментот на одржување на втората меѓувладина конференција. Втора порака во однос на условот на ВМРО ДПМНЕ за излез на албанските партии од владата, сакам да нагласам дека нас не интересира само завршувањето на европскиот процес и перспективата на граѓаните, а не изборните калкулации на некоја партија. Алијанса за албанците реши да влезе во владата заради процесот, но ќе се адаптира во зависност од новите околности. Дали во владата или надвор од неа, за нас е важно само завршувањето на процесот и ќе дадеме свој допринос без услови и без уцени. И третата порака, ние како Алијанса за албанците ќе продолжиме да го туркаме напред нашето барање за отстранување на 20% кои ги негираат албанскиот идентитет и воведувањето на албанскиот јазик во уставот на земјата. Ценам и верувам дека сега е моментот да се направи оваа промена. Гостиварец се однесувал агресивно кон медицинска екипа и полицајци. Во гостителски објект физички напад на 37 годишник. Пријава за каснување од бездомно куче. Од полицискиот билтен информација за спроведена акциска контрола за санкционирани возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол. Вчера во 10 часот и 30 минути на улица Беличица во Гостивар, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 41 годишникот Гостивар затоа што се однесувал агресивно кон медицинска екипа и полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Лицето било задржано во полициска станица и по документирање на случајот е спроведен во психијатриска установа. Ноќеска 40 минути по полноќ во полициското оделение Галате, 37 годишникот Гостиварско Неготино пријавил дека претходниот ден околу 22 часот и 40 минути во угостителски објект во село Неготино бил физички нападнат од 23 годишник од истото село. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во СВР Тетово, 65 годишникот Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска во Тетово бил каснат од куче скитник. Вчера во периодот од полноќ до 5 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акциска контрола за санкционирање на возачите кои управуваат возило под дејство на алкохол. При тоа биле санкционирани 4 прекршоци, 1 во Тетовско и 3 во Гостиварско, додека во текот на минатиот месец мај за овој прекршок биле констатирани и санкционирани 75 прекршоци. На прекршителите им биле изготвени соодветни платни налози. Исто така во текот на оваа акциска контрола биле санкционирани и 9 останати прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот, за да се избегнат сериозните последици, да бидат посовесни и да не седнуваат во возачко седиште под дејство на алкохол и да придонесат за нивната безбедност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, се вели во соопштението од секторот за внатрешни работи Тетово. Пред тетовчани во среда ќе бидат промовирани двете дела на новинарот Љупчо Јолевски. Во Тетово ќе се одржи мултимедијална промоција на двете дела на новинарот Љупчо Јолевски, радио и неправилен ритам, приказни од современата македонска музичка сцена. Промоцијата е закажана за во среда на 14 јуни во музеот на Тетовски, крај поранешен дом на Арама. По долго планирање, по
договарање и така натаму со моите драги пријатели од Тетово. Пред се мислам на Ивана Настески, нашата уметничка, и еден прекрасен човек, Драги Неделчевски, фотограф и вам сигурно добро познат. Некако успеавме да го собереме тој термин и да закажеме дека таа мултимедијална промоција би се случила на 14 јуни во среда во 20 часот во домот на армијата, всушност во музеј на град Тетово, како доаѓа. И пак ќе кажам, таа фина екипа на пријатели, на соработници, на луѓе со кои през годиниве сум работел, ќе се обиде преку едно поинакво видување на она што представуваат промотивни активности за една книга, да проговори за две дела кои се некако објавени во периодот десетина години, меѓутоа во кои пак се наоѓаат материјали собирани малку подолго, да речеме 3 до 4 децении наназад. Почетокот на промоцијата е во 20 часот. Првото европско кошаркарско првенство за средни училишта ќе се одржи во Скопје од 11 до 17 јуни. На овој голем спортски настан ќе учествуваат околу 200 ученици спортисти од 6 држави, со екипи во женска и машка конкуренција. Прв пат во историјата од нашето самостојување се организира едно вакво големо натпреварување. Тоа е Европското првенство за училишен спорт во спортот кошарка. И машки и женски. Нас ни припадна. Пред нас почна Европското беше во Босна во одбојка. Сега кај нас е делот во кошарката и ние како агенција сме презадоволни кои што учествуваме заедно со училишниот спорт и со Кошаркарската федерација на Македонија во делот на кошарката. Ние како агенција за млади и спорт сме како генерален покровител на оваа манифестација. Ке се дружат децата, ке се надпреваруваат, мислам 5 или 6 дена е надпреварувањето. Утре ќе биде свеченото отварање во 19 часот во сала Кино Милениум, каде што планираме сите чинители таму да се собереме. И секако ова представува нешто многу големо, бидејќи е како една влечна сила за сите млади генерации да се вклучуваат од најмалата возраст преку основните училишта и средните училишта, а секако спортскиот систем од сето ова што го правиме во базата има, мислам, еден сериозен придонес. Најчесто, кога се јавува поголем интерес, се дозволува до две училишта од иста земја. Ако има помал интерес, може и по повеќе училишта. Правото на квалификација, тоа е остварено на секоја држава, да одлучи кои две училишни екипи ќе ги представуваат својата држава. Овде не се такмичат, специфика е тоа што не се такмичат репрезентации, туку се такмичат училишни екипи. Ова е како училишно екипно првенство и самите екипи ја представуваат прво школово, градот и на крај држава, од кој што доаѓа.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.